А сега е време за првиот гостин во студио. Со него во студиото е мојата колешка Слободанка. Станува збор за доктор Игор Костов, васкуларен хирург. Добро утро на двајцата. Добро утро, Оливера, уште еднаш и од мене, да, и добро утро до сите наши гледачи. Да ве поздравам во вашите домови, да ви посакаме едно убаво и пријатно утро. Ке следи разговор со доктор примариус, доктор Игор Костов, васкуларен хирург и почитувани. Јас се најавив уште на самиот почеток, но еве и сега добре дојдени сте и вие со ваши телефонски вклучувања и прашања. Се разбира доколку имате проблем за овој за кој што и ние ќе зборуваме, а тоа се и новите методи за третман на вени, меѓутоа може гледачите да си прашаат за оној проблем со кој што и тие се соочуваат. Докторе, добро утро и добре ни дојдовте. Драго ми е што ќе имаме можност да зборуваме за нешто што за жал во последно време се повеќе луѓето се соочуваат токму со ваквите проблеми, проширени вени. Благодарам прво што ме поканисте денес во студиото и секако благодарност на публиката, на гледачите на Алфа телевизија. Секако дека во овие зимски месеци проблемите со вените не се толку застапени, но сепак имаат пациенти кои имаат проблеми со венските болести се повеќе и повеќе. Тоа е веќе една цена на новиот живот, оптеретувањето и помала грижа на здравјето. Овие денови правим некоја рекапитулација на она што го правевме минатата година, така да би сакал да кажам дека минатата година беше доста добра од областа на венската хирургија, со направени над 300 оперативни зафати на попуштените вени, болести поврзани со хроничното венско попуштање. Најповеќе од пациентите беа третирани со ендовенските процедури. Би сакал тука да споменам радиофреквентната аблација, па лазерската аблација и секако зборуваме за универзитетската клиника Свети Наум, на што го нудите таму за новите методи, меѓутоа вие исто така работите и приватно за онаму каде што нели најмногу сте потребен и секако достапен за сите оние кои што сакаат тоа да си го решат на таков начин. Имаме многу во последно време новини што се однесува нели за проширување за методите за третман на проширени вени. Ајде да започнеме од оној постарите, па за да дојдеме нели до поновите методи, меѓутоа се употребуваат едните и другите, зависно најверојатно од проблематиката со кој што пациентот се соочува. Секако дека не постои универзална метода за третман на болеста на хроничното венско попуштање. Секој пациент, секоја болест има своја метода како се лекува, така да не треба некоја метода да се исклучи, некоја метода да се каже дека е најдобра од сите. Многу е добро кога васкуларниот хирург, докторот кој ве третира, ќе може да ви препорача најдобра можна процедура за вашата болест. Зависно нели во која состојба се наоѓате. Апсолутно, и болеста нормално според пациентот кој доаѓа да се укаже помош. Ајде малку да позборуваме за сите оние во овој момент кои не слушаат гледачите кои што се соочуваат со, да кажеме, може да започнеме и отаму со посериозни проблеми што се однесува за вените. Па да појасниме кои би можеле да бидат тие посериозни последици кога зборуваме токму за ова. Ова е прогресивно заболување, кое никогаш не завршува, не стагнира. Со текот на годините, хроничното венско попуштање доаѓа до појава на компликации. Се смета дека секоја година кај пациентите со хронично венско попуштање влегуваат во нов стадиум, потежок стадиум на ова хронично венско попуштање. Така да на крајот сите пациенти доаѓаат до таа состојба на хронично венско попуштање со појава на рана, или па уште потешка компликација, појава на венска тромбоза. Што правиме тогаш? Во овие случаи хируршките зафати многу често не се препорачливи. Кај пациентите се презема конзервативен третман со долготрајно медикаментно лечење и тек после тоа лекување се преземат оперативни зафати. Значи може сепак да дојде до оперативен зафат претходно со лекување. Најдобро е да се пациентот види, да се процени неговата состојба преку добар
колодоплер инвестигација, а потоа во склоп на она што ќе видиме на нашиот испитување да се препорача одредена хируршка интервенција. Така. Денес постои разен диапазон на хируршки интервенции, најчесто ендоваскуларни, како што кажав, кои овозможуваат лекување на сите можни заболувања, така да најдобро вашиот васкуларен хирург тоа да го објасни при својот преглед. Така. Имаме се повеќе можам да забележам, без разлика веќе и на годините, пациенти, поточно ние, како луѓе кои што се соочуваме со тој проблем проширени вени. Сега некој си сака и од естетика, нели, да не се ги гледа проширените вени, меѓутоа вие сте тука и за такво нешто. Но добро е, нели, да се регулира сето тоа за да се добие посакуваниот изглед на нозете, поготово на припадничките на понежниот пол, па и за посилниот кога станува збор. Кои методи ги употребуваме тогаш кога немаме некои поголеми проблеми, а ги имаме проширените вени, меѓутоа не може да направат некој најверојатно проблем, што може и да се, не да кажам почека, меѓутоа сепак нели не треба брзо да се интервенира. Според препораките на релевантните здруженија на васкуларни хирурзи во светот, препораката да се применуваат примарно термичките процедури, како што се радиофреквентната аблација и лазерската аблација. Секако кај пациентите каде што им постои индикација и каде што постои можно да се изведат одредени процедури, се применуваат и други процедури, како што е ционакрилатот или добро познатиот лепак за вени. Кај пациентите со рецидиви, каде што доаѓа до повторување на венската болест после извршена хируршка или друга интервенција, така, се препорачува склерозацијата со пена. Склерозација. Тука малку само ке ме извините, затоа што ќе продолжиме за склерозацијата, за да вклучиме гледач со прашања до вас ова утро и ќе ве поздравам. Добро ви утро. Добро утро, поздрав од Пробишти. Ви благодарам, повелете. Поздрав до докторот и до водителката. Благодарам многу. Имаме едно прашање до доктор Костов. Дали овие нови методи се изведуваат во државното здравство? Бидејќи знаеме дека во приватното се скапо, околу 2500 евра е склерозацијата, и затоа ме интересира дали во државно се изведуваат тие новите методи. Ви благодарам. Исто јас ви благодарам што сте со нас и што се јавивте. Поздрав, ви посакувам убаво утро. Да одговориме. Радиофреквентната аблација се изведува веќе 3 години во мојата хируршка установа, Универзитетската клиника за хируршки болести Свети Наум Охридски, по цена на фонд со партиципација. Што е една од поновите методи, така? Што е одлична метода, препорачена од сите релевантни здруженија на васкуларни хирурзи, и таа се изведува на терет на фондот за здравство, така да пациентите слободно може да се јават и да бидат оперирани. Другите хируршки процедури, кои што се пософистицирани, кои што е лазерската аблација, ционакрилатот, сепак се поскапи и се изведуваат во приватни здравствени установи. Цената се движи според здравствената установа во која ќе одите. Кој ја одредува цената. Меѓутоа, одно што го споменавте е многу добро да знаат и гледачите, еве и гледачката убаво прашање сепак постави, затоа што радиофреквенцијата, лазерската интервенција постои во Универзитетската ваша клиника Свети Наум, каде што многу се имаат оперирано и се презадоволни од операциите, како што кажавте. Над 200 операции годишно со радиофреквентната аблација. Ајде да го вклучиме и следниот наш гледач ова утро. Повелете, добро ви утро со прашање. Добро утро. Добро утро. До докторот. Благодарам. Диагноза на мојот спрук е флебит и тромбофлебитис. Пие тром. Дали е, кога е добро да се навечер или на спајле? Извинете. Нешто малку се прекинува телефонската линија, ќе замолам уште еднаш ако може. Прашањето уште. Прашањето е дали пие тром. Дали треба навечер да го пие на спајле? Навечер што? За некој лек, меѓутоа не можеме убаво да ве Синдром. Синдром. Значи, вака, многу е битно да се види пациентот дали има тромбофлебит или флеботромбоза. Тоа се два различни работи. Едно се работи за тој тромботичен процес на површните, а другиот на длабоките вени. Така. Кога збориме за третманот на овие заболувања, има посебни препораки, посебни протоколи за лекување на овие заболувања. Така да синдромот не е лек од прв ред во третманот ни на тромбофлебитот, ни на флеботромбозата.
најдобро е во овие пациент да дојде на преглед, да се види за што се работи и тогаш да се препорача лекови според кои најдобро те делуваат на болеста на пациентот. Так. Секако тука не се исклучуваат и хируршките процедури кои може да следуваат при или после излекувањето медикаментозно на оваа болест. И да Али помогнат. најдобро е прво да се направи преглед. Така. Верувам. Кажавме да имаме еве изминатата година дојдовме до бројка 300 операции, што е навистина, па да кажам за поздрав затоа што тука и помагаме, нели, на сите оние кои што се соочуваат со проблеми со проширените вени. Сега некогаш постои оние кои што се со проширени видливи вени, не чувствуваат болка, а некои пак ги немаат проширените вени, а чувствуваат внатрешна болка и имаат проблем со вените. Ајде малку тоа да го разјасниме. Многу често не постојат надворешни знаци за болестите поврзани со хроничното венско попуштање, бидејќи не се манифестни. Но тоа не значи дека не постојат, бидејќи по краткото испитување, испрашување, земањето на амнеза на овие пациенти се гледа дека овие пациенти имаат проблеми. Тоа се ноќни грчеви, трнење, јавување како струја во нозете, отоци, Да го имам слушнато болка. тоа така. Така да кога ќе го распрашате пациентот, гледате дека баш и не е дека он немал тегови, него он знае зошто доаѓа кај својот доктор. Главното е тоа да се направи добро испитување, добро колодопра инвестигација на овие пациенти и да се открие за што се работи. И секако на пациентот се препорача дали ќе има конзервативен или оперативен третман. Така да кај сите пациенти е најдобро да се направи добар преглед. Јас би сакала да се навратиме повторно еве и за новите методи за третман на вени, каде што кажавме дека на универзитетската кај вас клиника вие тоа го редовно веќе го правите секогаш кога имаме термини. Ајде малку и за оние за новиот метод за операција, каде што нели термините веќе кај вас секогаш било по процедурата, меѓутоа ќе се знае нели за кои вени, поточно за каква операција станува збор, за да добијат предност, за да почекаат оние кои што можеби нели не се толку итни. Па ајде малку за нешто и околу тоа. По прегледот кај пациентот се индицира одредена Вие хируршка одредувате кога треба да интервенција. се направи операција. Истите пациенти нормално се одат на таа листа на чекање за третман. Самиот хирург при прегледот одлучува која процедура е најдобра за пациентот. Секако по старите пациенти кои не се погодни за анестезија, за не се погодни за подолго трајно лежење, не се погодни за својата состојба да имаат потешка хируршка интервенција, им се препорачува полесни хируршки интервенции. Затоа и многу е добар тука третманот со цијанокрилатот или познатиот лепак за вени, кај пациенти кај кои постои контраиндикација за лекување хируршко, а и ова термичко лекување. Така да хирургот во некои наврати ќе мора да биде доволно совесен и да препорача хируршка интервенција што одговара за пациентот. За сите оние проблеми со кои што пациентот нели се соочува. Јас би сакала уште еден гледач можеме да вклучиме затоа што знам дека сите се заинтересирани на оваа тема да поставуваат. Немаме време, жалам што е така, меѓутоа ќе ги искористиме овие последните минути за она што го споменавме за радиофреквенцијата. Значи вие сте тука достапни за сите оние, мора да појасниме и на гледачката затоа што гледате дека некои можеби се уште не се информирани со оглед на тоа дека таа се јавува од пробишти. Сепак да појасниме дека преку матичен доктор може да дојдат до вас, доктор Игор Костов во Универзитетската клиника Свети Наум Охридски, нам позната градска болница, каде што таму се интервенира со оваа радиофреквенција, па да појасниме еве уште еднаш, за да знаат дека е достапна оваа операција. 5 операции на ден, што е навистина голема бројка и генерално пациентите се задоволни од самата процедура. Како и јас, јавно да кажам и благодарам многу за тоа. Благодарам на вас. Докторе, за сите оние кои што новите методи не очекуваат, се нешто ново има во медицината. За вас никогаш не е крај, вие не учите, туку само се усовршувате. И во кој месец имаме конгрес на вас како хирурзи,
васкуларни, за да ги запознаете и новите методи. Новините во васкуларната хирургија најчесто се во април месец, кога се одржува еден одличен конгрес, тоа е Вени во Венеција, каде што Вени во Венеција. Да, Вени во Венеција и тука најдобрите васкуларни хирурзи од светот доаѓаат и ги промовираат новите хируршки и нехируршки процедури, така да тука ќе бидам присутен и со желбата да тие нови процедури не останат неупотребени кај нас, бидејќи навистина мислам дека сме во тек со најновите можни хируршки процедури во светот. Така. Кои ќе бидат препораките за сите оние кои што еве се соочуваат со овие проблеми? Кажавме, има луѓе кои што ги имаат проширените вени, меѓутоа и од начинот на живење, меѓутоа и генетиката тука исто преовладува. Секако причината за појавата на васкуларни проблеми, на хроничното венско попуштање не е само една. Тука се и генските фактори, начинот на живење, болестите кои имаат здружените болести. Така да секако е добро сите пациенти што имаат проблеми со хронично венско попуштање се јават кај својот лекар, кој по извршениот колодоплер преглед ќе даде ќе препознае причината за појавата на ова заболување и секако ќе препорача најдобар можен третман за пациентот. Третманот го имате и вие, склерозацијата, што ја спомена, нели, гледачката, да, што мислеше дека е цената не знам колку висока токму за тоа, но напротив... Склерозацијата не е третман од прв ред за хроничното венско попуштање. Склерозацијата е третман за пациентите, препорачана како третман за пациентите со рецидивни вени, бидејќи се смета дека склерозацијата со пена има над 60% реканализација и повторување на вените, така не би ја препорачал како прва опција за пациентите со хронично венско попуштање. Так, но за естетика кај некои дами? Но при естетски проблеми, каде што нема засегање на главното венско стебло, може да се реши со ова процедура, али по извршениот преглед, каде што се утврди која е причината за појавата на попуштените вени. Јас би сакала да подсетам за она што ми остана, докторе, во сеќавање, дека под петиците не е се проблем за проширените вени. Апсолутно. Туку ја стегаат мускулатурата и помагаат да не се... и помагаат за подолго одржување на добрата статика на телото. Така. Треба повеќе пешачење, физичка активност и се разбира дека сето тоа треба да го пременуваме за убав изглед. Така, ви благодарам. Јас внимателно ве следев и сакам едно прашање само да поставам. Секако. Да, кога станува, значи проширените вени стануваат естетски проблем, а кога се веќе од здравствен ризик? И дали е болна, Слободанка каже дека имала искуство, болен ли е третманот? Предпоставувам со доктор Костов ништо не можете така да што ме нов третман предпоставувам, да. Се оперирате и веднаш утредента ќе дојде да ве како велат, лесна рака. Да, во каква состојба е ногата, нормално се, си одиш дома и толку. Мини-инвазивните процедури се најчесто безболни. Кај зависи од пациентот секако. Али баш имав пред 2 недели пациент кој следниот ден после извршена ендовенска лазерска аблација дојде со точак на преглед, така да. Да. Доволен доказ дека ништо не е болно и да не се плашиме да појдем. Веднаш функционираме после тоа, сакам да кажам. Се враќаме уште по... И јас се вратив на добро утро секое утро веднаш по операцијата. Најдобра реклама и пример. Ви благодарам. Да. Ви благодарам за гостувањето. Се гледаме во следна прилика.